Ajde! 2. Tomski ne purdi! Makedonci, ja sam se toliko iznenadila koliko su Makedonci zapravo džentlmeni. Pad pred kamera da mi je nezgodno, najseriozno. Mene su toliko ljudi pljuvali, meni su sram te bilo, treba te vešati, treba te ubiti, ti lažeš. Mislim, što bi lagala, što bi sahranjivala živu osobu, Bože god, što bi to neko radio. Викам, Томислав, мора да преземеш ригорозни мерки. Да пазиш шо буташ, не си канта за ѓубре. Toliko je televizija, emisija, danas se ljudi grabe, ajde dođite kod mene, mnogo je izvođača i talentovanih i netalentovanih. Драги луѓе, некако топлите месеци многу брзо ни помина, но сакам да ви кажам дека иако е септември, летната сезона на Hot Stars не завршува. Затоа и вечерва се јавуваме токму од нашето отворено студио, кое што се наоѓа под отворено небо во хотел Mirror Boca di Lupo, каде што имаме комбинација на талент, стил, креативно. Што тоа значи? Тоа значи дека покрај нас имаме двајца прекрасни гости кои што верувам се добро познати за вас, односно станува збор за српската пејачка Мина Аризановиќ или Ариза, која што не само така е аплауз. Сакав да кажам дека која што плени не само со глас, туку и со шарм и убавина, и нашиот Томислав, познат контент креатор, Добро. кој што преку своите хумористични видеа допира до многу луѓе. Дали е точно, ве молам еден аплауз за двајцата. Ајде Не, за сега мене е овако аплауз. сайлент аплауз. Сам на себе си дам аплауз, вако. Ова е сайлент. Томче, не ги знам сега Добро. сите јас тие. Ке треба да ме научиш Готово, некои работи, може, малку да научам договорено. јас да дигнем Договорено. емисијата малку на повисоко ниво. Официјално добре ни дојдовте, за прв пат сте во нашето отворено, за прв пат сте во нашата емисија и двајцата. Јас Bolje сум te našli. Jesi to rekla dobrodošli? Да, така е. Јас сум втор пат, еднаш бев у базенот, сега овдека. Ама Официјално добро. во А, да, студио. да. Дали сте најадени, наспани, одморени, се ли е под контрола? Sve je pod kontrolom, ja spavala do 2 popodne danas domaćinski. Уште да се напиеме останува, па едно живе ли да Ајде на направиме. здравје, бака, не сме наздравили уште Да. на Пиемо пред почеток на камерама. емисија. Да, Да. може. Ovo je sok od jabuke. Ова Od е borovnice. Не, ова е нашето винце. Тука ќе ги поздравиме уште на почеток на емисијата Шато Ризов, кои што се наши спонзори уште од самиот почеток. Бака сега, дали ќе ми дозволиш да го пофалам вашиот вечерашен изглед? Денес сте ми како... Да станам? Ајде, повели. Младоженецот Томски Абе, како- и повели стани и невестата Ви, драго. Ариза. Lele! Аплауз. Супер, а? Па да, Фала. како сте се Фала, пригодиле во фала, фала на бојата. Da ste комплиментот. se dogovarali. Ама од каде младоженец и невеста у теге? Не знам, Зашо? дека... A па to сам- neka uvrnuta svadba. Аха. Нова, модерна, модерна современа. Може, прифаќ. Реични ти текнува, Томче. Мина вечерва е права мина. Пази да не сгазнеш таму, Пази да па не да сгазиш. заминеме сите во Па не, воздух. затоа седна Pa малку posle понаваму. da buknemo u vazduh. Да, затоа малку поналево седна. Така ли? Да. Добро. On je mudro seo ovako, stavio od jedno mesto i mudro je seo tamo što dalje od mene. Ако е плав, разбира. Razmišlja on, razmišlja. Имам и некое- Možda mu je žena rekla, nemoj slučajno da te vidim da sediš pored neke ženske. Сега сакам најпрво да ги запознаеме гледачите со дамата. Значи, Мина е девојка која што доаѓа од Лесковац, односно доаѓа од Белград, но е родена во Лесковац. Да. Почнува уште на 7 годишна возраст со пење, се прославува по нејзините TikTok видеа и учеството на едно многу познато или најпознатото српско шоу, каде што дава свој допринес со пење, но исто така има многу голем талент за микс на песни од различни јазици. Da. Токму така сакам да го започнеме со песна. Ајде да те слушнам. Ова не беше подготвено, Добро. знам, но дали ќе можеш да ми отпееш некој микс на песни на различен јазик? Na koji jezik želiš prvo da ti Па, zavam? може она да биде Тело на мене си. Аха, ајде. Telo na me njosis, na mi me prodosis, telo na akuno na musle spozmaga pas. Živim da te volim, ne prestaje da boli, ponovo me tuga pokida ko brodolom. Ја морам уште едно винце да си. Živim da te volim. Браво, аплауз. Значи ова беа на два јазици, Ариза секоја ти чест. Ne, ja stvarno ja toliko dobro pamtim to kad uzmem da skidam neku pesmu na nekom stranom jeziku, ja toliko to dobro pamtim i u tom trenutku
bukvalno gledam da skinem i to kad neko ima meko č, kad neko nema, mislim, zato što samo mi imamo č i ć na Balkanu. И ние имаме Ч. Pa ali je č, Да. ali je č. А кај вас како е? Šta? Mi imamo č i ć. Епа и ние имаме Ч и Қ. Pa je, ali je ć i ć. Потврдо е некако. Како е тоа? Ливното е помеко. Ali je ć i ć. Како е, кажи ми. Не знам како е, ама ја го Пробај да го кажеш. го сеќам по не можам, како? Ние имаме Ч и Да, Ч и Қ. A mi imamo Нашето е ć. така, овако, оп, сецнуваш и толку е. Нема Ima вака да го... Imaju istu, Нема феј таму, директива си сечена. ista im je upotreba, ali su drugačiji. Се Да. зезам, се зезам, Ja знам. gledam da skidam kad je neki drugačiji izgovaraju vokale i tako to, ali mi to toliko dobro ide. To je baš bio jedno vreme trend na mom TikToku. Ja sam samo to radila. Samo sam pevala i skidala pesme strane i samo sam to pevala. Да, јас имам видено дека и многу други луѓе истото го прават. Да, Чак да, пак ми да. излегуваат и интересни ми се да ги слушнам, затоа што сите песни реално ги знаеме. Znaš, a Da. da, a na različitim su i cool je. Iskreno, to je baš cool. Mogla bih to da vratim na svom TikToku. А ете така, Да. ете ти дадов еден предлог. Ајде сега да дојдеме до Томислав Стаменковски Тофиловски. Се препош. Еве ти ги А, сега двете идат презимења. презимења. Да. Тука сакам да те прашам зошто имаш две презимења. Обично нели кај нас кога ќе се земат маж и жена, жената го зема како второ презиме, тоа на некоја што сака. Така. На мажот има две презимења. Сега Так. ти пример, да не си жената во бракот. Прати. Ја кога прво, нем сум голем човек, имам за моето его едно презиме малку, така? Треба уште едно, не иде. Трето. Да, 1+1 гратис, замисли жената што ќе дојде, 1+1 гратис, 2 добива од прво. Кај го има тоа? Леле, па тоа ќе треба да се подпишува рачуни за лична карта, за пасош, Па па тоа ќе сега. се заборави. Па Ако тоа е. треба по 3-4 пати да го напише името, Знам, прстов искривен ми од пишување. кажи ми зошто две презимења. Мајтапна страна. Да, мајтабна страна, после не знам, може ќе утнам бројката години, 2-30 години, сум прво машко фамилија од на мајка ми страна. И сега мајка ми и татко ми сакале да изненадат баба ми, дека ќе се продолжи незиното презиме и затоа имам две презиме. Па добра. Имаш Да. брат сестра? Имам, да. И она има две презимења Не, исто? само јас. Да. Значи сега сакам да кажам како заредизла, така ќе кажам и за Томски. Вреден дечко кој што буквално си го наоѓа својот пат во целиот хаос кој што животот го. Ко благиве станав од фалење. Тој ја работи работата која што најдобро знае да ја работи, а тоа е да не работи, а да зема пари. Да нема работно време, а да зема пари. Така е. Дали нешто излажав? Не, Idealan život. да. Идеален живот. Лежи лебу да те јадам, што би Leži рекол. sve 4 uvi si samo pare Да. na računče. Музиката ми е прва љубов на некој начин и не прва љубов. Не знам, сега може ќе се наљути камерата или видеото. Видеото нека е се најде. прва, тука се. Значи, да, едната е Ти просто. да. Сега, многу обраќам пажња, многу обраќам внимание на музиката во моите видеа. Дали да биде поврзана со видеото, дали да биде некаков вирален хит, дали многу песни има што се вратиле, ја викам од заборавени песни, што ги имам ставено у видео, што ги имаме ставено, и пак станала таа хит, како на пример, последно што се сеќавам беше на сајт и доли на мангупи, градски фраери, сите возат скапи коли, скапи мотори, аја. Таа песна со видеото што го направивме се врати, почна да ставаат тиктокови на Инстаграм, некако. И баш сум горд на тоа, бидејќи Ќе враќаш се песните во промовира живот. пак музика и сега во некој се става српска, во некој се става, но претежно е македонска музика, да. Добро. Но имам направено премногу видеа и ми фалат песни, ама пак се наоѓа по некој. Да. Тоа ми Да. беше прашањето, дали си строго патриот или можеш Па да не пуштиш вака и да... Па не патриот, види, имаме ние премногу добра музика и премногу, например, според мене кралица на македонската музика е Сузана Спасовска. Сузана Спасовска. Значи имам употребено 98% од незините песни што се. Сузана Спасовска Да. треба да ја дадеш пари. Зашто? Па како тоа што Па ја промовирам музиката. тоа што Па не заработувам на тие видеа. Тие ми се за незини промоција песни. видеа. Се Да. шалам, малку се шалам. Не давам процент Тука така лесно. сакам да ве прашам сега нешто и двајцата вака. Дали некогаш би ја жртвувале личната репутација Аха. за своја лична промоција?
Pa sad, zavisi u kom smislu. Tipa, ništa eksplicitno u životu ne bih voljela da... To mi je nekako, baš nekako dno dna. Ne bih to voljela za popularnost, te neke stvari verovatno ne, ali sad fake marketing zarad reklamiranja neke pesme, da, što da ne, to se radi u svetu marketinga stalno. Apsolutno, to se i na estradi mnogi pevači prave pre izlaska nekih pesama, neke fake, da kažemo, stvari, priče plasiraju da bi im eto pesma bila viđenija. To mi je skroz okej, ali mora da postoji, što se mene tiče, mora da postoji neka granica. Baš ne bih bila spremna na baš sve. Добро, а Томче ти? Немам што да дополнам, едино би кажала ако глумам у некоја турска серија, па да видам Томе од Чаир, тоаш. Ja sam krenula da učim turski koliko sam krenula da gledam turske serije, evo ne mogu da se Биргече zaustavim. јок турбашка ѓомлезе? Svaka čast bi on zna turski. Немам поема, немам поема. Neden? Не, јок. Не ве разбирам. Ке молам да се Не вратиме на знам, македонски не или знам на ништо. српски, може тоа ми е полесно да го разберам. Јас само тоа што ќе слушнам, знам да го Нема кажам. емче ке се приклучи од назад со свахили, Да. после ќе имаме проблем ептен. Мина, тука сакам сега ова претходното прашање кое што го поставив со цел да се надоврзам на скандалот кој што можеби ја разниша до некаде твојата кариера во одреден период од животот, односно нападот кој што беше за дека си измислила дека твојот татко е починат само за да се здобиеш со некаква популарност. Да. Сега јас сакам тука да те прашам кој би се Кој дрзнал мозок? да измисли нешто Да. такво и зошто би го направил тоа? To je, mislim, pored svega toga ispred zagrade, da to u bilo čijem životu bi to bio verovatno najbolniji trenutak, ne verovatno, nego sigurno nešto. Точно. To je nešto što ne može ni da se prevaziđe, niti tuga za tako nekim stvarima ikad prestaje. To samo vremenom prestaneš da plačeš onoliko koliko si plakao kad se to desilo, ali tuga i ta neka rana, to nikad ne prođe. Sama činjenica da neko u svojoj glavi može da pomisli uopšte da bi neko lagao za tako nešto, a ne javno staviš bez da si se informisao, pitao nekoga, da javno na društvenim mrežama, na storiju gde ti je možda 20.000 ljudi pregledalo taj story, staviš da neko laže, da je doslovno sahranio roditelja koji dan pre toga. Meni je to možda najmorbidnija stvar koju sam doživela za vreme svoje karijere. Mislim da je generalno, ne samo što se moje karijere tiče, generalno mislim da je to toliko morbidno i ajde da ne kažem i bolesno. Зошто би го направил некој тоа? Pa ja mogu da kažem ili da bi Кога е da je to trebalo da bude možda od te osobe za neku njenu ličnu promociju, svakako i to mi nije baš u redu da neko, bilo ko koristi tuđu situaciju takvu, da sebe nekako ispromoviše, izreklamira. Apsolutno. To mi je baš bilo, baš strašno, ali eto, svako Dobro. nekako svoj krst neka nosi, svako sa svojim blamom neka živi, meni je to blam, meni to nije u redu, meni to nije lepo. Tako Битно da to- сега вистината си исплива Mene su tad toliko ljudi pljuvali, meni su sram te bilo, treba te vešati, treba te ubiti, ti lažeš, mislim što bi lagala, što bi sahranjivala živu osobu, bože god, što bi to neko radio. Mislim, Luda. možda i bi, ali taj neko nije normalan. Мина, денес како е полесно да се биде успешен? Со скандали или со талент? Биди искрена само на Iskreno ова mislim прашање. da je potrebno i jedno i drugo. Nažalost, mislim da imamo puno nedovoljno talentovanih ljudi. Ne kažem sad da sam ja najtalentovanija i da sam ja najbolji vokal koji se ikad rodio, daleko od toga, ali mislim da pre svega i ispred svega treba da postoji neki talent. Eto, ako se baviš muzikom, mislim da je potrebno da se bar donekle razumeš u tu muziku, da eto imaš talent i sluh. Eto, ja sam i kolike škole završavala što se muzike tiče, tako da ne kažem da mora škola da se završi, ali eto, meni je to, čini mi se, plus, ali mislim da to nije dovoljno, mislim da je nažalost potrebno i da lepo izgledaš kao žena i da si uvek doterana i da uvek dobro izgledaš i da ako imaš snimanje odeš kod frizera i naravno pesmu će vrlo verovatno više ljudi da ti čuje ako napraviš neki skandal ili dobar marketing pre toga. Добро, ама сега, знаеш, тука сакам да го надополнам сето ова што го кажа. Еве пример, Дино Мерлин не имал никакви скандали. Има многу пеачи кои што имаат навистина квалитетна музика, Да. се слуша и ден денес, полнат концертни сали, ден денес, а не се поврзани со Mislim da je скандали. onomad kad je Dino Merlin
kad su generalno ta, da kažemo, generacija pevača, kad je bilo je mnogo manje pevača i bilo je mnogo... Tad si isključivo bio uspešan ukoliko si dobar pevač. Tad je bio odabir i generalno da bi došlo do toga da ti dođeš da snimiš neku emisiju, pa ti moraš da budeš vanserijski talentovani umetnik da bi ti došao na snimanje neke emisije. Danas je... Како нас danas. Pa mi smo vrhunski mega talenti, mega zvezde. A danas toliko je televizija, emisija, danas se ljudi grabe, ajde dođite kod mene. Mnogo je izvođača i talentovanih i netalentovanih. Mnogo njih ne uspeva zato što se razume u muziku, nego zato što iz nekih drugih razloga. I onda danas jednostavno se vreme promenilo, pristup muzici i da kažemo uspehu je drugačiji nego što je bio pre 30 godina. Bilo je mnogo manje pevača, svi su bili talentovani i svi i dan danas su žive legende. To da spomenemo, meni je sad u glavi, na primjer, Zorica Brunslik, Dino Merlin, Zdravko Čolić, to su sve imena i prezimena. Но што ќе се Таква случи со кариера, ова генерација, пример? на По свето, неколку години они што су ќе има? Само скандали, веројатно. Bilo je drugačije zato što je tad bila Jugoslavija, pa je to bilo nekako, da kažem, za veći broj ljudi, manji broj pevača i onda je pevač lakše mogo da stekne i veću publiku i širu publiku. Sad je to nekako malo suženije i teže. Mnogo izvođača i mnogo je teže sad. Томче, сакаше нешто да кажеш? Да се надогразиш? Сега, во ова време со социјалниве медиуми е многу полесно све, само треба да имаш правилна стратегија. Нормално на овој дел овде како е нас предел, Југославија, па може и подоле и погоре, многу народот е научен да има натрачарење на Рекла казала. комшијата, рекла казала. Денес така функционира се, сакале ние Да, да признаеме да. или не, таа Da, вистина. hiperprodukcija i danas svako može da bude medij sam za sebe. Ja ako uzem telefon i snimam bilo šta, ja sam već postala medij i ako sam ja prva plasirala nešto što sam videla na ulici, ja sam ispred svih novina. Da, neko bukvalno. ko širi informacije, tako da ta hiperprodukcija i mogućnost toga da svako Tako. za sebe bude i u jednu ruku i dobro, u jednu ruku i nije dobro. Opet neka svest u narodu nismo, da kažem, uskraćeni za vesti koje nam neko plasira. Mi opet možemo da informišemo druge ljude, ali sa jedne strane previše ljudi koji informišu. Јас Треба велам да вака, знаеш не може на да што биде да секој веруваш. пејач, не може да биде секој контент креатор, не може да биде секој Да. водител. Затоа што за секој треба да се работи неговата Да. работа. Така Ако е. имаш една професија, треба таа професија да се Или работиш. некој да не работи ништо, например. Pa eto. Точно. Ајде, за тој што не работи ништо, сега имаме едно прашање. Како најдобро се гради бренд? Со оригиналност или со копирање на веќе успешни формули? Аха. Според тебе. Со брендот, како бренд се гради со оригиналност. Добра? А копирањето на успешни формули Добра. се користи како може да се убаци у таа оригиналност. Добро, ама се користат, како и да е. Користи како не, дека Јас види, гледам вака, јас- ако еднаш успеало, зошто да не ќе успее и втор пат, зошто да не Абе. го употребам? Само со мој шмек. така е, ама Пример. не е само шмекот. Например, има многу видеа, ако збориме стрикно за тоа, има многу видеа што биле светски, ја ги имам ископирано, мислам ископирано. Тоа е. А сите копираме Истото нешто. видео го копираш, ама у твој начин. Многу пати поинтересно е и погледано е видеото што сум го направил јас, бидејќи се користат други зборови, друг начин, друга интерпретација. И со самото тоа, веќе тоа видео не е копија, тоа е оригинал. Крај крава има и друга публика. А кога ќе дојде до оригиналноста, значи оригинален си ти што си единка, значи нема друг како тебе, едниот е тој и Добро. креативноста тука игра улога, но пак ќе кажам и ако го земеш тој светски пример, со твој примеси да направиш или само како хук да го земеш хукот, доволно е за да биде тоа успешно видео. Сега ќе видам вака, вие што се разбирате доволно во контент креирање, Добро. колку хукови ќе имаме за денешната емисија и како тие ќе поминат кога ќе ги направиме во Reels. Може така? Да, ама заедно да монтираме емисијата. Може. Па ја од кај Може. имам материјал за да Ти, направам? Може. Ти ќе го правиш? Што да Па ќе правам? ти дадам цела емисија направи, што има врска ако. Ќе заштарам Добро, некој денарче. фактурче ќе пуштам едно и ќе се договори. Пак на крај паричињето и да ќари. Па сега
Па Не работа, ама треба негде да капне за бензин за моторот за ова. Така е. Да. Томче, кажи ми, зошто не снимаш повеќе видеа како порано што снимаше многу често со два бона, со Таско, со Тајзи. Сега некако снимаш да, но не толку многу како порано. Лошо си информирана. Денеска требаше да искочи видео кај што сите, само Тајзи не е тука, дека он не беше у видеото, аз паш снимав Па не кај сум него јас грешно Куманово, информирана, значи ти немаш поставено. но немаше струја и не можев да го објавам видеото на YouTube. Иначе зашто, шала на страна, порано бев вклучен целосно во музиката и работев 24 часа музика со во букинг компанија, ја цело време бев со артистиве и нормално контентот да ми беше со нив, дека ја сакам, не сакам, си заедно. Сега пак ја дружам со сите нив, сега пак го активирам YouTube каналот и предпоставам ќе има доста повеќе видеа. Мина, тебе кои видеа, кажи ми, ете така ти упалуваат најмногу? Па мислим то kad sam pevala strane pesme, to mi je bilo baš viralno. To mi je Гледам baš како bilo те viralno. погодив и мене Знаš ti тоа ми се koliko- допадна. To je išlo u neke zemlje koje ja ne znam da postoje. To je bukvalno to. Ja gledam kako je moguće da idem viralno u tamo nekim zemljama za koje bukvalno ne znam da postoje. Tako da to možda to. Сега тука имаме едно прашање кое што не е поврзано со никаков контент, не е поврзано со никакви социјални мрежи. Јас пак ќе се навратам на тебе затоа што си многу млада, сакам да кажам дека имаш само 20, Мина има само 22 години, а до сега имаш искусено голема љубовна неправда или изневерување кое што ти се има случајно. Барем така Да. видов, прочитав, слушнав. Da. Сега од тука нема да те прашувам што се случило и како се случило, туку ќе те прашам девојките на кои црвени знамења треба да внимаваат кај партнерот да не се случи повторно Овако. истото. Ako odete, ne znam, na bazen, na primer, i ponesete svoju, ne znam, neku marmeladicu za sunčanje, ako vaš momak potroši više te marmelade od vas, znači da ne bi trebalo da sa njim. Само тоа е, ако не отидат на например, одмор, нешто тоа. друго? Чекај, ја морам да се убацам. Da, evo, ako ne znam, ide kod kozmetičara više i češće nego vi, otprilike isto možda ne bi trebalo da budete sa njim. Чекај, морам да ти се убацам. Slobodno. Што ако јас, на пример, сега сум бел Dobro, и гора многу, dobro. како да не се мачкам со мермеладот? Ај, Pa и што, ред флек сум ја дека бел сум и горам? Izvini, ja sam se opekla jednom, pa ne bih više da se... To je samo čisto neki moj savjet, to ženama. Значи поубаво да си изгориш на плажа, него да бидеш ред флек. Пак ќе бидеш ред флек, изгорен ќе бидеш. A ne za sunčanje, A. nego ona marmeladica da imaš preplanu oten i to. Онаков светљуцав да бидеш. Pa i može i svetlucav, na primjer i to. Tako Znači- neki, ako se momak oblači duže nego vi pre izlaska, takođe duže bira patike koje će da obuče i majicu uz koju mu, ne znam, uz koju mu... Мислиш nakit ли ide. дека тоа на вистина е тоа што е ред флек за еве конкретно ова што го зборуваме? Некои момци може Mislim, би šalim se, jednostavno... ovo je malo šalica, naravno, prvi i osnovni red flagovi su, ne znam, neko manipulisanje, neka pasivna agresija koja kasnije prerasta u agresiju, ne želim ni da ulazim u to je prvo i osnovno od čega treba da se beži, naravno. Ali eto, mislila sam da me pitaš zbog one moje za тоа situacije, те pa sam прашувам, zato конкретно i за тоа те odgovorila прашувам. marmeladici. Ти се Одличен тргнуваш од твојот личен пример. Томче, ти си има ли нешто такво случајно од пример тебе? Da li ti znaš A, koliko ja ljudi i muškaraca znam koji zapravo su u biti nešto drugo, a imaju devojke, žene, neke znam da su venčani, da su u brakovima. Znaš ti koliko se meni devojaka javljalo kad sam ja ispričala tu priču, koliko je njih meni zapravo napisalo poruku, meni se desila ista situacija. Meni je to šokantno, mislim sve u redu, ali ako si ti, ne moraš da si gej, ali ako si bi, dođi, kaži mi ja sam bi, Točno. jer tebi to odgovara da ti i ja budemo zajedno, ja sam imao takvu i takvu prošlost. Pa 21. vek, ja neću da kažem sigurno, ne znam šta trebate ubiti, ko pre 30 godina, što je možda bilo sad. Ću da kažem, okej, porazgovarat ćemo, izvolite, reci mi, u čemu je problem? Ау, Томче се напе винце нешто? Да се напив, да. Ти се погоди темата или како? Сега видиш што ми пре. Малку да се нашалиме, те прашав дали некогаш си бил во иста ситуација. Иста ситуација мислев на тоа да бидеш изневерен од твојата девојка со друга девојка или да си бил сведок на некоја таква ситуација. Ili da si ti bio. Или да, ти да си изневерил. Види вака, јас ова не го кажам. Добро, простено. Не кратко јас не сум бил.
Види да Искреност е важнија. моја девојка да ми изневери со друга девојка. Па независимо тоа случајно, Да, затоа да, прашав да, и па затоа не се знам, тие јас сега ред вака флег. го размислувам како би било од машка страна тоа да се случи. Не знам како би реагирал, како изненаден, позитивно или негативно. Добро, јас тука ќе останам воздржана, нема да ќе се поштедам од било каков коментар. Јас ќе ја прашам тука Мина, дали после тоа што ти се случило, веруваш во љубов и веруваш во мажи? Pa, iskreno verujem u ljubav. Ja sam se i nakon toga zaljubila i nekako mislim da je ljubav sve što mi treba u ovom životu. Ja i kad pišem i kad radim pesme, ja moram da budem inspirisana time što sam zaljubljena ili povređena od strane nekoga, jer kako drugačije da nađem inspiraciju? Ljubav je na kraju dana ljubav te pokreće, moji hormoni i to da li ću da budem vesela u toku dana zavisi od toga kako je moj partner ustao i šta mi je rekao jutro, ili mi je napisao dobro jutro lepotice ili mi je napisao dobro jutro ja ustao. Значи ти влијае или не ти влијае? I tekako verujem u ljubav i tekako mislim da mene čeka negde princ na belom konju. Nadam se da neću da dobijem konja, ali... Mlada, ja sigurno nisam ni blizu nekog životnog iskustva do kog ću da dođem sa 40, na primjer, godina i 30. Ja sam i od 30 daleko, ali nekako kroz, da kažemo, te neke loše situacije naučila sam da malo više vrednujem sebe kroz neke odnose. U redu je staviti sebe ispred drugih, u redu je da samoj sebi budeš na prvom mestu, jer ako samoj sebi nisi na prvom mestu, nećeš da budeš ni drugima. Dokle god negde gledamo da drugome bude bolje i sebe ćemo da izgubimo u tom procesu, izgubit ćemo i tu osobu koju smo udovoljavali, izgubit ćemo i sebe i sve. Апсолутно. Ова што го кажа е така, јас тука сакам сега Томче да го прашам, не поврзано со тоа дали верува во љубов или не. Имаш некада слушнав дека сакаш бразилки. Па сега тука пример ќе те прашам, што повеќе те привлекува кај жена? Биди искрен, ликот или облините? Си кажал некогаш некаде. Ali iskreno. Искрено. Ликот или облините? И зошто? Облините. И зошто? Тоест не, ако гледаш од денешна перспектива, најбитен е ликот, дека облините се моделираат по желба. Одлучи се, ти давам трета шанса. Облините. Зошто? Па дека можеби не се мачкам со мермелад. Možda. Добро. А Мина, кажи ми пример тебе какви машки те привлекуваат. Дали македонските мажи ти се убави мажи? Makedonci, ja sam se toliko iznenadila koliko su Makedonci zapravo džentlmeni. Навистина? Istina. Како тоа се živaj- ретки иначе. Не знам како си ги начекала, ама добро, ретки се. Ne znam, nisam imala mnogo prilike u životu da kroz živo da pričam sa mnogo Makedonaca i to stvarno nisam. Ali sam se stvarno iznenadila koliko su i svi fini, i pristojni, i džentlmeni, i sve pet, mogu da kažem. A što se tiče kakve muškarce volim, pa ne znam, u posljednje vreme nešto biram neke plavušane, ali ja, što se, na primjer, ovoga tiče, lik i... Da kažem, Овога fizički- мислиш на Ne, Томски? nego... Ovo što on odgovara o blini. U suštini fizički izgled je nešto što te prvo privuče, da se nalažemo, sigurno neću u pamet neću da se zbio, ali pamet je nešto što te zadržava pored te osobe. точно. Tako da... Мене не ми даде опција да се дообјаснам. Точно. Лик или облини? Точно Видиш се. така. Na kraju dana ja prvo vidim njegovo lice, vidim da li idu teretano ili ne ide, vidim njegovo telo. Priđem mu zato što je lep, pričam sa njim zato što je lep, ali ako nisi baš pametan, inteligentan, socijalno obrazovan i tako dalje, da kažemo. Па така. Desila mi se situacija, išla sam na dejt, jel mogu da pričam? Ајде, може, Išla кажи sam na слободно. dejt, ali dečko je 10 od 10 koliko je bio lep. Ja se na prvi pogled zaljubim, to bukvalno dođem kući, razmišljam samo o njemu koliko je on lep. Odemo na dejt, ljudi, 4 sata dejta, on 3 reči nije progovorio. Ja više, on je meni automatski postao neprivlačan, neatraktivan, jer eto, mene privuklo njegova spoljašnost, ali njegov fizički izgled, ali kad Може си го unutrašnjost nije. плашила заради тоа што ти многу си зборувала во меѓувреме. Ne, tako da je to meni bio najgori Име dejt. на u љубовта, životu. јас сега во име на љубовта сакам да отпееме една песна. Дали може да слушнеме нешто македонско? Знаеш ли македонско Може. да пееш? Пееше грчко, пееше српско. Македонско. Тука заедно со нас го имаме и Маријан. Јас би сакала да го поканам Маријан Наковски да ни се придружи.
Evo dok on dođe, ja stvarno moram da spomenem koliko je makedonska publika zahvalna za... Toliko mi je zahvalno da dođem da radim ovde bez da imam nastup. Toliko su ljudi i veseli, od prve pesme skaču, igraju i pevaju. Evo ja sam, na primer... Vesel narod sme. Da. Svi nastupi su mi u proteklih mesec dana bili ovde, tako da ljudi koliko su ovde dobri, ja obožavam ovde da dođem da radim. Да си доаѓаш и те Попљукај не вака, ќе не уред. Машала, повели Маријан. Да vas ne uvredim. Ајде да направим. Може. Baci pogled preko ramena kad prođeš, kad po meni ko po suhom listu prođeš, pa me makar laktom u grudi pogodi, makar grub tvoj dodir bio još mi godi, baci osmeh ispod uvojaka bare, da u tvoje misli bar na kratko stane. Ko u usporenom filmu se spotakni, preko mojih nogu ruku mi dotakni. Po tebe, kaj što gazić moj od pogled baknuva, moje to srce stavki ti odbrojuva. Gori nadežden da dojde, tvoj očekor kod men da pojde. Po tebe, kaj što gaziš moj od pogled baknuva, moj to srce stavki ti odbrojuva. Gori nadežden da dojde, tvoj očekor kod men da pojde. Po tebe, po tebe. Дали не заслужува ова аплауз? Секоја чест. Ова ми е иначе една од омилените песни. Секоја чест. Тука Да. и Маријан сакам да го пофалиме затоа што Секоја беше чест и на тебе, извини, ама мора. Маријан, иначе сакам да ви кажам дека дојде со шешир како мексиканец, ама не знам зашто не го земаш. што sad Зашто нisi не го došao? стави? Него не ми одговараше на Може боја, на кој после. Ќе го ставиме после? Може. Така да биде некој полетен стил. Маријачи, може и ќе запееш тука нешто. Маријачи ме компања. Cuando canto mi canción. Тука секако сакам да ги поздравиме и нашите генерални поддржувачи на овој проект, тоа се Витаминка. Витаминка ги имаат најубавите производи. Нашите пицерија Верона. Го имаме и ова тука знакче, мислам дека на широкиот кадар се гледа. Пицерија Верона ги има највкусните пастрамајли. Нашите Аристократ кафе, кога ќе сте во можност, кога ќе поминувате низ аеродром, имате 2000 денари виртуелен ваучер за да може да си го искористите сите тројца кога сакате во било кое време да се напиете некоја пијачка, да јадите чија. Тука продолжувам, ова се сега само ваучери за се извинувам, нема освен фустанчиња нема ништо друго, кажа дека не сакаш. Не си од тој тип, па затоа ќе го дадеме ваучерот на Мина. Тоа е ваучер од нашите Азелија. Азелија секако се грижат за нашиот изглед. Тука исто така козметички салон Целзиус. Кажавме, мажите не посетуваат толку многу козметички салони. Затоа и овој ваучер ќе оди кај Мина, се извинувам, немој да плачеш. Но да не те правиме од другиот тип, тоа ми беше целиот разговор. Ништо Сакам не секако. сакам сутра да радим. Ете така, гледаш дека не си чабе остана. Така е. Се будим Тука у 7. секако сакам да ги поздравам и без секако имаат секакви летни реквизити. Летото се уште не е завршено, може да си ги фатите последните акции кои што ги имате, може да ги најдете во Аџик. Мислам дека не заборавив никој, така што ако нешто заборавив, го кажеме секако во текот на емисијата. Сега доаѓа еден многу интересен дел. Односно, жешките трачеви со Емче. Какви трачеви, дали има трачеви или има игра некоја спремено, ќе видиме токму сега. Повели Емче. Одма Жешко ми стана. Жешко ти станува, па види ја како изгледа нормално дека Жешко ти Арица, стане. Жешко се. Од тебе ми е вруќе. Вруќе, српски вруќе. Хот. О, вруќе тука во нашата студија. Не е добро. А замисли на Томче што му се случува кошула, Нему не е добро. Ама не, мене ми е... Поред njega, vidi nas kakve smo. Томски, како оди во Vidi me свадба. preznovava se sve vreme, nije mu dobro, umire. Од свадба беше? Не бе, како Пред да од свадба. дојдеш? Не бе, како од свадба. Не. Види како...
Не можам ништо да кажам. Што и да кажам, грешка ќе биде. Прекрасно изгледаш како и да емче. Да. Дали сакаш ти тука да си седнеш заедно со нас? Па денес? сакам, па Ајде. сакам. Може, Ајде, Томче, ќе ти Томски? направи, Повели. да. Пази, можеште толку да му се жешке. Tomče, ti sedi tamo ako ti je lakše. Да идам по Mislim, ako ne možeš da izdržiš. Ako тама, nije dobro. ќе пробам. Ај. Neprijatno mu je. Има базен, ќе се разлади ако Da, dobro. Da. Соня, добро вечер. Нашите прекрасните гости Томски и Ариза. Dobro večer, lepotica Dobro večer. draga. Колку убаво изгледате на вечерва. Hvala, Фала i ti ти. takođe. Исто. Ева, за прв пат за нашето отворено студиото. Пеете двајцата. Okej. Kao nebo plave, oči su ti sjajne, daj mi svoje ruke nek me grle. Da si moja kazna, neće da se sazna, ljubav mi je sada živa rana. Tamo gde sam bila, mesec lepše sija, ljubav nas je krila, ljubav prija. Томски, што имаш? Она е моje sve, moje skupo se pare. Ona bi sa mnom sve, ali neće za... Ne možem толку да се... Убаво Она е. е Томски, моја убаво. Гледај, види, Моје види. скупо се паре. Значи, ема ти скупо се паре. Слушај се, Седнаш. прати. Сраму имаш или? Да. Ајде, Само да ти кажам, Ако да. имаш срам? Чекај, да ми ја пуштам вака. Добро. Ова ми се вика Томи Гуци, така ќе се вика фактички артистичното име за песни. Ви морам да ви ја пуштам. Томи Гуци, ајде да Да. слушнеме Томи Гуци. Мега хиту најави, мој негов треќи мајсторе, сви да изгинем. Вака да пуштам може болje. Ама да го пееш, Па еве тој сега. е средниот дел. Се. Па каже. Она е моje sve, moje skupo se pare. Ona bi... Пеј! Ona je moje sve. Kako me iskara, pej! Ona bi sa mnom sve. Pa kaže. Mala moj, ne da se stidiš, šta smo pili, 200 u krivini. Еј! Дей, доста е. Доста, браво! Не знаев дека тука има Браво. такви контент креатори, вакви песни. Ама и ова е Заправо, контент всички креатор. гледаат. Целата стварно. поента на овие песни имам 3 направено до сега. Да. Што се оваков стил на музика и фактички пак е тоа пародија. Јас со спотовите на некој начин се подсмевнувам на тој стил на музика. Тоа ми е поентата. Сега кој како сака нека разбере, ама Ние се разигравме. да. Така што И нас не убаво прв не пат беше. пред камера да ми е незгодно, најсериозно. Не можам, нема врска. Не е само кам Ќе си ставам уште едно Не винце. се само и кам тоа. допушти се слободно. Ајде, Не се пие. само кам мене. Ајде. А, не, Пие, ти пие. сок, тоа пиеш, од дека е сокот? Ja mislim da je ova čaša probušena od ispod. Ovo curi negde. Уште нешто морам да кажам пред да продолжиме понада. Јас бев спремен за интерпретирање на песнава, ама не можам у ваков аутфит, ваква песна да им интерпретирам. Таму имам друга замисла, бунда, гол, ова, она. Pa to je Тие dobra други- tigrasta bunda. Да, чиста работа. Еве, емчено си тиграст. Ајде, одиме со рубриката сега. Ајде, за денес подготвивме една игра, која се вика Мижи и погоди. А гледај, мижи се во вашата боја. А леле, Никоја све у те. случајност. Оу, ама ова ми... Еве, По Moguće. некоја случајност е во вашата боја. Kako si ti pametna, stavila si ove što imaju kao udubljenja da nam se šminka ne uništi. Jel to nama? Нормално. А ја нормално. мислев дека е друго, ама... Може ти преку научари? Pa meni možda. Паќам, Само добро и... момент. Вие нека ќе кажам. видите со брзани очи, Добро. а јас ќе ви дадам наизменично по еден предмет кој треба да го погодите. Добро. Оној што ќе погоди повеќе предмети, тој е победник и си оди дома со подароци. I like it. Спремни? Ајде. Да. Кога да Ајде. почнеме да фаќам? А, За кој? За двајцата по една. За двајцата.
Pa gde je? Daj mi ga. Ovo je ukusnica. Kako ne znam kako se zove, to baš nalaz unutra. Да. Jel da? Готово погода. Да, тоа е точно. Добро, Ne znam kako kažete, 1-0. ukusnica ja kažem. Ajde, 1-0. Шнола, добро. Емче, кај двајцата во исто време. Aj, so vreme. Кај двајцата во исто време. Може? Ајде, може. Прстен. 2-0. Мина, што работиш? Многу се круза. Lele, Tomski! Сега ова е моје, ова е моје. Ова е... Minđuš ona koja zvezda i to je ona viralna Lele, gospode Tomski, sram da ti je! Че, ама че, пази, ова е чиста тотална дискриминација. Само женски Kako предмети ми давате да diskriminacija, kako фаќам. diskriminacija? Само женски предмети ми давате да Женски фаќам. сме. Како? Ајде сега ќе ви дадам Ајде. нешто. A pa ja imam Ajde. isto ovakvu minđušu. Ај. Видиш? Ајде. Шнола, прстен, менѓуша. Тука долу не гледај, повели. Не гледам, не гледам, не Ти гледам. на Мина А. мисли. Ne gledam. Ајде. Pa ovo je ono О, film. чет. Како да знам ја ова што е? Ова е за овакво прајање, за локни, така? Да. Сега знам како се. Четка е Витлер. Витлер, ја Витлер другаче. Не бе, ова не се рачуна. 4-0. 4-0. Tomski, žeški, Žeški? Наредно, дај да видим. Ајде, Ja ću ovamo da gledam sad. Одлично, ги погоди. Pa ovo je igračka neka šta, ne Ама znam. што е, што е? Kap. А, бургер. Браво, Том! Burger, ovo je burger. Ja sam mislila da je ovo kap vode. Не, го осети повиеста ломчиња од страна. Гледаш, дај вака нешто за јадење за озор. Нешто ли Ајде, моли браво. тука ститки? Bravo, Tomski, bravo. Витлери, не знам E, i што. on nešto Bravo. da pogodi. Па нормално бургер ќе си Следно. погоди. Ова е кукла некоја вуд, не, Pizza. морка. Не, ова е некој морков, ама плетен нешто. To je isto igračka neka. Чекај, може да миришнам. Ne znam, ovo moj pas koristi više Ne. nego ja. Точно, Ајде, Том ќе Арица, погоди. Морков е ова. Морков е точно. Не, бе. Kupef. Морко, шаргарепа, Карот. така? Шаргарепа, Шаргарепа, шаргарепа. бе, да. Шаргарепо. Добро. Мене прво вака на обликов чудно ми беше, ама викам волнено не иде. Ова, Толку имаме, можете да Ајде. ги свадите. Браво. Браво, секоја чест. Kako ovo šargarepa? Не, еве. Имавте различно, една имаше лубеница, имаше едно морковче, тоа се играчките И на оќерев. моето куче што стигнаа тука кај вас. Pa како dobro, ja sam играе. pobedila ove ženske stvari, da. Емче, А, Ајде, ова Арица. различно, бургер таму сладок. реално Ајде, Арица, победи. секоја чест. Pobedi nešto od Mobitek. Mobitek najdobrata mobilara v Makedonija. Samo Ariza Bideki Tomski. Ajde, ima За мене? da. Hvalila se. Алтер бургер. Ова никогаш нема да ти го запам. Емче, можеш да ни останеш тука затоа што си убава и сакаме да те гледаме Краси тука. кадар. Ете така, за да ни красиш кадар. Остани си тука заедно со нас, ние ќе ги прашаме уште нешто. Ако Dobro. знаеш да одговориш, ако сакаш да кажеш, Ајде, добро. метни си ти. Мина, јас забележав дека многу често пееш песни од театерови. Сега тука сакам да те прашам, дали ја гледаш како идол или само ти се допаѓаат незините песни, незините изведби или боја на глас, што знам. Kad sam ja krenula da se bavim pevanjem u ovom smislu, da nastupam i to ja se bavim pevanjem od kako sam se rodila, sjećam se da je trebalo da radim svoju prvu svirku, ja sam toliko zapela taj bend, ljudi, ajmo da radimo polako, Teaterović, polako, oni nemaju pojma ni ko je Teaterović, ni šta je polako. I ne znam, ja Teo stvarno pratim od pre nego što je ona zapravo doživela taj hype i tu popularnost. Da kažem da je gledam kao idola, ne. Gledam da nekako nemam ni idole, niti da se ugledam na nekoga, niti da kopiram bilo koga, ali da imam jednu vrstu stvarno velikog respekta prema njoj, njenoj karijeri, prema tome šta je uradila, koliko se trudi radi, pritom i znam koliko se trudi radi i ne da lupetam, nego bukvalno znam i sa strane koliko ljudi to i priče hvali, tako da stvarno jedno veliko poštovanje za nju. I obožavam naravno njene pesme, odlične pesme, ime na sve to. Još veće poštovanje imam zato što sama piše, sama komponuje. Da. Ona nije neko kojoj se kaže šta, ti ćeš to i to da radiš, nego ona sve sama smisli, tako da baš svaka čast. Томски, некада слушнав дека имаш изјавено дека во последно време некако си се фокусираш на тоа да бидеш најдобрата верзија од себе. Станав едно са... Гледам дека не сум среќен, гледам дека не можам да се наспиам.
а у короната ославев 42 кила и баш убаво спиев. Кога и да легнам станувам наспан. Да. Стана од Савајле, не беше наспан, не беше... Не бев наспан, не, среќен. кичма ме болеше дека имав стомак малку поголем. Гледам се снимам, ама не сум си убав на снимката што се снимам. Викам, Томислав, мора да преземеш ригорозни мерки. Што се тие ригорозни мерки? Да пазиш што буташ, не си канта за ѓубре, да се пазиш себе, сега тоа козметичар едно друго бое за лицето, барем еднаш месечно да се отиде на пилинг, милинг, на такви работи. Сега не да се прават, не знам што. Да се отиде ладна бања, многу си почитувам, магнезиумска када, ова, она, све вежбање. Сакав да кажам дека денес Томски си го одложи тренингот за да дојде тука кај нас на емисија. И јас сакам да го испочитуваме тоа и секако да надокнадиме. Ке те замолам 10 склека во меѓувреме, 10 чучњеви затоа што вежбаш, така? Ајде. Ајде, Арица! Ајде! 2. Томски не пурди! Некој број? 4, 5, 7, 8, 9. Šta brojiš ti, koliko ti brojiš? До крај сме? Да. Успеавте да ги прифатите сите предизвици кои што ви беа дадени во текот на цела емисија и тоа е за секоја пат. Сега ќе ви поставам уште 2 прашања и со тоа завршуваме. Кога имате, кажете ми нешто да кажете примерно на некој. Го кажувате директно, заобиколувате или молчите целосно? Ja sam nekad toliko bezobrazna direktno, ali ne bezobrazna, na primjer, nekim ljudima koji mi nisu bliski, baš me briga da njima sad nešto kažem direktno ili ne, mislim, njihova životna stvar, ali ljudima koji su u mom okruženju, koji su mi bliski, ja uvek direktno sve, volalo to njih ili ne, mislili oni da im ja mislim dobro ili ne, nekako ne bih se ja osjećala dobro, da svom prijatelju nisam rekla ono što mislim, kako god to bilo. Ukoliko mislim da ću da povredim tog nekoga, naravno ja stavim mašnicu na tu moju rečenicu, ali kažem ono što mislim u kom god obliku. Томски? Сега поготово со некој што не го знам ни познавам, нити имам што да му кажувам, нити зашто да му кажувам, иди терај си по патот да не те гледам, другарче. И тоа е, не, наискрено, претходно сакам. Добро, ме приберете со луѓе што се твои блиски. Не сум мој блиски, јас сум најдрскиот човек што постои, може тоа сите да го јас тоа ти го кажувам дека те почитувам и дека те сакам и дека не ти чини ти тоа што го правиш. Или не ти чини постапката, или не ти чини нешто што правиш, или твоето размислување. Јас тоа ти го кажувам и тоа онака без никаква шминка го кажувам како што е. И ајде сега бидете директни, последното прашање за денес е, бидете директни и кажете ми што цела оваа емисија денес ви се допадна, а што ама уопште не ви се свигаше. Meni se Skroz sve direktno. dopalo, ovo vino najviše. Види, и следното прашање ја прв ќе го Нема одговарам. веќе прашања, со ова ја завршуваме bilo mi je емисијата, prijatno, односно как i opustila sam se umeđu vremenu i generalno i eto, gost je divan, zaista nije gej. Ja sam se stvarno šalila da on se naljuti malo pre kako da izađe. Кај знаеш? тензијата продолжува се уште. Сега ми вади и вакви муавети, Bila такви sam u муавети. divnom ženskom društvu, tako da mi je, u divnom ženskom društvu, tako da mi je bilo divno. Како си помина Томски, ти кажи ми, еве, вака, директно. Ќе Не мораш да се видите, ќе видите обиколуваш. по рилови по сториња како сум си поминал, сега Vidiš немам da што да imaš кажувам. šljokice ovde. Драга Македонија, јас знам дека вие уживавте вечерва со нас, а секако за ова расположение да потрае уште малку, ќе го викнам уште еднаш Маријан Наковски заедно со гитарчето да ни се придружи со една песна, да ја завршиме оваа наша денешна емисија. Ние се гледаме следна недела 19:30 и завршуваме со каква песна? Која песна? Kako je dobro vidjeti te opet i staviti ruke na tvoja ramena kao nekad ljubi me nežno za ona dobra stara vremena. Kako
je dobro Уште една шалива. vidjeti te opet i staviti ruke na tvoja ramena kao nekad. Poljubi me nežno za ona dobra stara vremena. Тука сакав да кажам, момент, се избунив. Ајде. Момент, Telo na me Moment. nosi. момент. Ajde. Да, оп. Mogu ja tamo da pitam? Каде? Još da. Каде? А? Нема ништо. Ова е вирален коп. Снима камерите, снима. Нема ништо. Од вака се прави разно видео. Не добро, значи.